Аронијата стана хит во Македонија. Масовно се купуваат и плодови и садници од единствениот репроцентар во Македонија, плантажата на пензионерот Ѓорѓи во Пехчево. Но популарноста му ги донеси и крадците. Украдени се 400 садници на ова црноплодно овошје. Крадецот го олеснил за околу 1000 евра и се уште е непознат за полицијата. Сепак годинава е за паметење, вели Ѓорѓи, бидејќи освен европските фармацевски и винарски фирми кои побаруваат аронии до 50 пати повеќе од колку што може да произведат неговите 10 декари, енормен интерес и ке македонците. Само оваа сезона се продадени 4000 садници аронија, има порачки уште за толку, а никна и 4 плантажени земјава. Единствениот проблем се кражбите на кои им нема крај. Никако не може да ги заштитиме, од македонец ништо не може да се заштити. Он си зима како да си е негово, си сади како да си е садил. Тоа не е работено, например, за 5 минути. Он може, например, за половина сат да извади и 200 и 300. Тие се садници школувани, одгледувани, 2 години се. Приказната на аронијата во Македонија започна пред 10 години, носејќи ги првите садници од Русија, импресионирано од овошјето кое било и храна и лек на северноамериканските индијанци, но и спас на русите за време на хаваријата во Чернобил. Аронијата е перспективно овошје кое е влезено под субвенции на државата. Некаде 1500 евра од хектар. Пехчевската плантажа годинава произведе 5 тони аронија и 10.000 садници. За наредната се планира зголемено производство. Во соработка со земјоделскиот факултет Ѓорѓи ќе ја донеси брусницата во Македонија.